Повеќе од 5 години поминаа од иницијативата на жителите од Горни и Долни Подлог и Мојанци за поврзување на нивните населби со градскиот автобуски превоз до Кочани. До администрацијата во општината веќе доставиле и 2 писмени барања, подкрепени со над 500 подписи, собрани со петиција што ја организираа во 2020 година. Во образложението стои дека со тоа ќе се обезбеди редовен, поевтин и лесно достапен превоз за околу 1300 жители, колку што според пописот од 2021 живеат во 3 населени места. Не сме рамноправни со другите во општината. Например, во Ризари, таму е многу подалеку и имаат линија од 3-4 километри во самото село. А тука е многу близко, линијата се опира до горе кај луката и само на кружниот и треба да се симне во нашите места. 2 пати во денот е сосема доволно за да бидат информирани луѓето и да патуваат со превозот. Пред нешто повеќе од 1 месец, жителите на 3 села доставиле ново писмено барање до општината, а на последната седница на Советот имаше и советничко прашање до администрацијата. Неколку години оваа барање е константно доставувано и е во фиока. Така да ве молам на граѓаните на околните села да биде доставено одговор на истото барање. Потребата од градски автобуски превоз особено се однесува за повозрасните жители од 3 села кои имаат потреба од лекарска и друга помош, а користењето такси превоз до Кочани и назад ги чини околу 500 денари. Повеќето се сами мајки останати без семејства, децата им се пострана и нема доверба со секој да се качат. И дури се изложуваат на многу ризик. Поминуваат под жицата горе на автопатот, да поминат да одат со минибусот. Не само нивниот живот што го ставаат во опасност, туку и животот на тој што вози по автопатот. Таму се вози 120 километри. И тој не може за момент да сопре. А ние во подминати години знаете како се движиме. Видливи се оштетувањата на оградната мрежа, која дури и е одстранета на местото каде што жителите го поминуваат експресниот пат, за да стигнат до постојката на која застанува градскиот автобус во индустријската зона. За среќа, досега немало посериозни последици, но опасноста останува. Пред неколку години, кога ја доставиле иницијативата, жителите на 3 села добиле одговор од општинската администрација дека од финансиски аспект не постојат пречки, односно од буџетот можат да се издвојат средства за субвенционирање на возниот билет. Сепак, неопходни биле технички усогласувања, односно обезбедување сообраќај на дозвола за превозникот за продолжување на линијата, определување на точните локации за постојките, утврдување на возниот ред и слични детали, што требало да се разгледаат со сообраќајната инспекција и со Министерството за внатрешни работи. Последниот договор што општина Кочани го потпишала со давателот на услугата за градскиот автобуски превоз е склучен во март минатата година и е со важност од 2 години. Токму затоа жителите од 3 рамничарски села ја поднеле новата иницијатива, за да има време целата процедура да се заврши пред локалните избори, а новата локална власт потоа да го исполни нивното барање. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.